Едно во изборна кампања, друго сега. Цврстите ставови на СРСМ и партиите од албанскиот блок умекнуваат во битката за седнување во владина фотелја. Изјави за кој колку раки пие, кој бил сезонски албанец, на кого му било време за опозиција, оти долгото владење ги претворило во богови. Па дури и дека дуи на пазарот на гласови не вреди ни 5 банки. По се изгледа, овие изјави Заев, Ахмети и Села ги заборавија веднаш штом стана збор за владина функција. Заев ќе испие 2-3 чаши ракија пред митинг, па после се кае што рекол. Друго зборува по митинзи, друго мене ми кажува на состанок. 5 банки не вредат на пазарот на гласови. Со избори они ќе се валоризираат, за дали ќе пишат фактури. Дуи мора да замине во опозиција. Дали тие злоупотребиле власт овие години, па се повеќе јасно. СРСМ го напаѓаше Дуи, али Ахмети Заев. За Гаши и Села беше важно Дуи да е во опозиција. А сега, за нивно учество во владата со интегративците, велат се е можно. Ние сме кажале дека не слушуваме никого, но исто така сме кажале дека со Дуи во влада, значи ќе биде многу тешко, можеби неизводливо, но сепак ќе оставиме значи на политичките лидери во договорите. Знаете тука какви се бројките, какви се можностите, има многу варијанти, кој ќе биде исходот, ќе видиме, ќе почекаме. И делот аналитичарите велат дека веќе се бришат црвените линии кои партиите ги поставувале за време на изборната трка. Но како што минува времето и се наближува рокот за официјалниот почеток на преговори за состав на владата, политичките актери почнаа да прават калкулации и да ловат пратеници за мнозинство. По однесувањето на политичките партии се гледа дека сите се сега во лов на мнозинство и сите се свесни дека предизборната реторика треба да се тргне на страна затоа што дошло време, затоа што е дојдено времето на договарање. Така да имаме омекнување на сите страни. Јасно е дека поголемите партии се сега во лов на мнозинство, што пошироко можно толку подобро за нив. И мислам дека целиот тој процес во тој правец се движи. Нормално дека и Дуи и Алијанса ги омекнуваат ставовите, затоа што реално можностите се да ќе треба да седнат и да изоговорат ново мнозинство. За ловот на пратеници, шпекулациите за купување на народни избраници се погласни. Особено дека 5 пратеници од Дуи ќе одат кај СРСМ. Левица алармираше дека сумите се движеле и до 500.000 евра.